Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп се подготвува за пивофестот од 18 до 20 јули. Организаторот оваа година ја враќа алтернативната сцена на пивофестивалот. Објавен конкурсот за прием на студенти во студентските домови. Најмногу места има во домот Гоце Делчев во Скопје. Покрај напуштени кучиња низ градот, Прилеп доби и напуштени коњи. Во близина на аквапаркот во Прилеп, полицијата привела лице кај кого е пронајдена дрога. Времето денеска сончево и топло со мала облажност и температура во Прилеп 33 степени. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филипуска. Алтернативната сцена се враќа на пивофестивалот. Трите фестивалски вечери ќе бидат збогатени со настапи на диџеи кои ќе се погрижат забавата да продолжи и по завршувањето на програмата на Централната бина. Алтернативната сцена ќе се одржува на Камената бина по завршувањето на настапите на главната сцена, каде продолжува забавата за млади. На алтернативната бина в петок ќе настапи диџеј Мартин Кей, в сабота спектакуларно диџеј Роби Рей, Лед Робот, а в недела на завршната вечер од фестивалот ќе настапи диџеј Були. На пивофестивалот ќе настапат и популарниот Тајзи во недела на 20 јули, бендот Модерато, Екстра бенд, Дамјан Стојановски, групата Калабалак, Јана Мрческа, Антонија Гиговска и други имења од забавната и фолк сцената на Македонија.
Објавен е конкурсот за прием на студенти во студентските домови. Најмногу места има во домот Гоце Делчев во Скопје. Од денеска до 31 јули трае електронското пријавување за сместување во државните и приватните студентски домови низ државава за студенти од втора и од повисоките години. Рокот за пријавување на студентите од прва година ќе почне по завршувањето на уписниот рок на факултетите во август и ќе трае од 10 до 17 септември 2025 година. Најмногу места има во главниот град, во студентскиот дом Гоце Делчев 1212, во државниот студентски дом Пелагонија 997 места, во државниот студентски дом Кочо Рацин во Битола има вкупно 385 слободни места, додека во Прилеп има 330 места во студентскиот дом Орде Чопела. Студентите можат да конкурираат за прием само за еден студентски дом, доколку во одреден дом останат непотполнети сместувачките капацитети, пријавувањето ќе продолжи се до нивно потполнување најдосна до 20 ноември 2025 година. Во конкурсот се објаснуваат условите за прием на студенти во домовите, начинот на електронско пријавување, потребните документи за апликација. Конечниот список за прием на студенти од втора и повисоките години ќе да биде објавен најдосна до 6 септември, а за прием на студентите од прва година ќе биде објавен најдосна до 30 септември. Покрај напуштени кучиња низ градот, Прилеп добива и напуштени коњи. Напуштени и оставени на улица, без сопствени, коњите стануваат декор во прилепските населби. Нивното слободно движење низ улиците ја загрозува безбедноста во сообраќајот, а пуштени во парковите во населбите ја загрозува безбедноста на сите граѓани. Се разбира дека овие животни не се виновни. Вината треба да се бара кај луѓето кои безмилосно ги оставаат животните во некои од прилепските населби, точила Ѓогдере димонаредникот. Оваа појава само ја регистриравне за да послужи како апел до надлежните да не дозволуваат сопствениците на крупен добиток да го оставаат на милост и немилост на заедницата, за да не се случат несакани последици ниту по животните, ниту по човекот. Во близина на аквапаркот во Прилеп, полицијата привела лице кај кого е пронајдена дрога. Вчера, на 14 јули, во 22 часот, во близина на аквапарк во Прилеп, полицијата привела 37 годишен маж, кај кого е пронајдена гручеста материја. Полициските службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода и за 37 години од Прилеп, затоа што кај него била пронајдена гручестата материја. ИЗ бил приведен во полициската станица во Прилеп и по документирање на настанот против него ќе следува соодветна пријава. Истиот ден, речиси во истото време, во 22 часот и 25 минути во полициската станица во Прилеп, БС 52 години пријавил дека кај могилата на непобедените во Прилеп бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување и на овој настан. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала облачност и температура во Прилеп 33 степени. Попладне има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи, информираат од управата за хидрометролошки работи. Утре и затутре ќе преовладува сончево време со мала локална облачност. Во петок времето ќе биде променливо облачно, посвежо и ветровито со услови за дожд. За време на викендот ќе има пораст на дневната температура. Временска прогноза. Слушавте Пелагонијска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.